Почитуван главен представник на Агенцията за меѓународна соработка на Јапонија од Балканската канцеларија од Белград, господин Такеичи. Почитувани колеги директори на националните институции за управување со вонредни ситуации, господин Фадил Кодра од Република Косово и господин Миодраг Башовик од Република Црна Гора. Почитуван господин Морикава, главен советник на џајка за проектите во Црна Гора и Косово, почитувани други представници на џајка. Почитувани учесници на овој семинар, представници на националните институции за управување со вонредни ситуации, управување со шумите, хидрометеоролошките служби и други служби од Косово и Црна Гора и останати присутни. Ми представува посебно задоволство што денес ја имам честа да се обратам пред вас во име на владата на Република Северна Македонија и да ви посекам топло и срдечно добре дојде на овој технички семинар и воедно да го официализирам проширувањето на нашата успешна и долгогодишна проектна соработка со џајка, започеток во Косово и Црна Гора, со надеж и очекување дека во многу скоро време во истата ќе се вклучат и останатите земји кои учествуваат во регионалната програма за обука на трети земји. Тоа беше реализирана во периодот од 2015 до 2017 година, а тоа се Албанија, Босна и Херцеговина и Србија. Со што целосно би ја постигнале нашата заедничка цел за изградба на регионален систем и мрежа за соработка во намалувањето на ризици од катастрофи, која ќе биде поддржана од Јапонија, односно земја која има постигнато најдобри резултати во оваа област на светско ниво. Соработката помеѓу Агенцијата за меѓународна соработка на Јапонија и Центарот за управување со кризи при владата на Република Северна Македонија е започната многу одамна. Иницијалната соработка почнува во 2006 година, 2008 година, преку помали активности кои предонесува за отпочнување со првиот голем проект за воспоставување на интеграрен систем за превенција и рано предупредување за шумски пожари, кој беше реализиран во периодот од 2011 до 2014 година. Еден од најголемите резултати кои се постигна во рамките на овој проект е воспоставувањето на веб-базираната ГИС платформа, Македонски информативен систем за шумски пожари, скратено МАКФИС, што представува главна цел и прототип на модел за идните национални информативни системи за шумски пожари кои треба да се воспостават во Косово и во Албанија. Кога се спроведуваше среднорочната евалуација на реализацијата на овој проект во 2013 година, двете страни, џајка и ЦУК, изразија заедничка идеја и подготвеност, резултатите од воспоставувањето на интегрираниот систем за превенција и рано предупредување за шумски пожари, да ги споделиме со земјите од регионот на Балканот. Основната причина за тоа беше дека шумските пожари и другите природни непогоди во овој регион не запираат на административните граници, односно предизвикуваат прекогранични ефекти. Заради реализација на оваа идеја, Центарот за управување со кризи беше носител на сите активности и ги поднесе потребните формални процедури до џајка, со што се овозможи започнување на програма за обука на трети земји 2015-2017. Преку оваа регионална програма, практично ЦУК прерасна од примател на техничката поддршка во партнер на џајка во имплементација на поднатомошните проектни активности во регионот. За овие постигнувања ЦУК ја изразува благодарноста до господин Хирошима, кој беше координатор од страна на Канцеларијата за Балканот. Веднаш по оваа програма, соработката помеѓу џајка и Центарот за управување со кризи продолжи со нов проект примена на екосистемски базирани решенија за намалување на ризици од катастрофи, односно ЕКО-ДРР, кој започна во 2018 и ќе трае до 2023 година.
Паралелно со имплементацијата на овој проект во Македонија, беа спроведени регионални активности преку посета на земјите кои беа дел од претходната регионална програма со цел да бидат запознати со новиот проект за ЕКО-ДРР. Исто така, во 2019 година беше организирана регионална работилница и теренска посета со цел регионалните земји да се запознаат со новиот проект и претходно поднесените апликации за проектна соработка со џајка да бидат проширени со компонента за ЕКО-ДРР. После сите овие реализирани активности, навистина представува задоволство да имам поздравно обраќање на овој семинар, со што практично се реализира заедничката идеја и целта која ја поставивме со џајка, сега веќе во далечната 2013 година. Иако, како што гледам, проектната соработка со Косово и Црна Гора, тука се прикажува под така наречената иницијатива за Западен Балкан, која е започната во 2018 година. Сепак, да бидем искрени, овие активности се започнати многу порано и се засновани пред се на добрата билатерална соработка, која се проширува на регионална соработка помеѓу земјите од регионот на Балканот. Се надевам дека оваа состојба ќе биде надмината и понатамошната соработка ќе биде реално прикажана. Во оваа прилика, кога ја изнесов целата хронологија на активностите кои се реализирале во изминатиот период, би сакал посебно да нагласам еден друг момент кога станува збор за соработката со џајка. Имено, минатата недела одбележав една година од моето именување за директор на Центарот за управување со кризи, но соработката со џајка започнува пред повеќе од 10 години. За оваа состојба, секако дека своја заслуга имаат скоро сите мои претходници, директори на Центарот за управување со криза, за што ја изразувам мојата благодарност, но пред се тоа секако е резултат на капацитетот и посветеноста на нашата институција и луѓето кои ја водат оваа програма за соработка со џајка. За оваа цел ЦУК до џајка има назначено одговорно лице, доктор Стефко Стефановски, кој всушност сиот овој период ја одржува соработката со џајка и сум целосно сигурен дека континуитетот на оваа соработка ќе биде обезбеден, а како што гледам и значително се проширува, поради што посебно сум благодарен до господинот доктор Стефко Стефановски, раководител на секторот за аналитика во Центарот за управување со кризи. Јас, со сиот мој кредибилитет, ќе се вложам со цел да ги обезбедам сите услови за успешна реализација на оваа регионална соработка, како би овозможил и на моите следбеници да имаат слични прилики и да продолжат со одбележување на добри резултати во натамошниот период. Но тука континуитетот го обезбедуваат нашите институции, тие и понатаму ќе учествуваат во вакви или слични проекти, со што се зајакнува нивниот капацитет, се зајакнува меѓуинституционалната и регионалната соработка, како и јакнењето на личните познанства и врските помеѓу експертите од земјата и од регионот. На крајот, уште една сакам да напоменам дека Центарот за управување со кризи, како партнер во имплементацијата на овие регионални проекти, ќе вложи максимален капацитет со цел на вашите земји и вашите институции да им овозможи да извлечат целосна корист. На крајот од моето обраќање ви посакувам успешна и плодна работа и сигурен сум дека во текот на овие 2 дена ќе ги добиете сите потребни информации за двете компоненти на вашата проектна соработка во воспоставувањето на национален информативен систем за шумски пожари и примена на ЕКО-ДРР мерки, но секако ќе останеме достапни и отворени за сите ваши понатамошни потреби со крајна цел да се обезбеди целосен трансфер на нашите стекнати знаења, искуства и примена на добри практики. За жал, оваа активност се одржува во услови на глобална пандемија со COVID-19, заради тоа ве замолувам за максимално придржување до сите превентивни мерки и мерки за лична заштита со цел безбедно да се реализира овој семинар
и во добро здравие да се вратите во вашите земји и кај вашите семејства. Ви благодарам на вниманието.